Течат законските рокови за формирање на новата влада. Најдоцна до идната среда, шефот на државата Стево Пендаровски ќе го додели мандатот на идниот мандатар, кој ќе треба да го формира новиот владин кабинет. Откако стигнало известувањето од собрание дека владата е во оставка, Пендаровски вели дека недостасува уште еден допис од партијата, која има мнозинство, за да може да го даде мандатот. Морам да добијам допис од партијата, како вели законот, уставот, или партиите кои имаат мнозинство, да ни кажат, ние имаме мнозинство, наш кандидат за мандатар е Димитар Ковачевски. Тогаш можеме да влеземе во процедура на конкретно. Ја не можам да го дадам мандатот на СДСМ, да напишам, ја му го дадам и на кого, на економот тамо на Бихачка. Ја морам да знам кому го давам. А СДСМ веќе во понеделник ја достави номинацијата на Димитар Ковачевски за мандатар кој треба да го состави новиот владин кабинет, согласно законските рокови. Откако ќе добие мандатот, Ковачевски ќе биде исправен пред сериозен предизвик да ја состави новата влада. Неизвестно е колку од старите кадри на партијата ќе останат во новиот состав на Илинденска. Алфа веќе објави дека Љупчо Николовски, кој беше десна рака на Заев, сепак ќе остане во владата, ама на местото на Шекеринска, која веќе јасно објасни дека не се согласува со позициите на СДСМ и затоа нема да остане на министерската позиција. Од игра излегуваат Филипчо Царовска, а најверојатно и Спасовски, но се поочигледно е дека и Димитров, за кого според наши информации се спрема амбасадорската позиција во САД. Единствено безбедни засега се министрите на ДУИ, кои очекуваат да останат на клучните позиции со образложение дека биле започнати стратешки проекти за државата.